огромна поддршка имаат. Исто како кога се раѓаше Хитлер. Никој тоаш не знаеше дека доаѓањето на Хитлер на власт, на главниот состанок што се одржува кај овој, како им се викаше, Хинденбург, председателот, присуствуваат најголемите индустријалци и банкари у Германија. Меѓу кои и евреи. Замислете. Кога Хиденбург или Хинденбург, како се викаше председателот стариот. Во неговата куќа. Има и снимки кога се појавува Хитлер на тераса, тогаш доле маршираат неговиве од кафеавиве кошули на Ернст Рем. Кога банкарите буквално му наредуваат на Хинденбург, прави што ќе преше, овој треба да биде и следниот канцелар на Рајхот. Исто се случи. Ама тоа више беше кога го востоличија Хитлер. Ама предходно години тој милје свет на богатите финансиски ја поддржуваше национално-социјалистичката партија без никој да знае, додека не стана многу моćни. Тогаш више отворено покажува симпатија. Замислете сега на Путин како му е. На такво ширење на неонацистичките идеологии во Германија и не само Германија, на тлото на Европа, и некоја будала главен на Луфтвафе му вика, а тебе ќе те бомбардирам. Замисли колку е унервозен малце. Колку се малце му нервозен. Малце има и апетит изгубено. Барем јас така како негов секретни агент Путина Куров. Саша Куров. Ми кажа мене, има изгубено апетит малце. Денојве, ради тоа. Путин кој ќе загуби апетит, малце станува поише нервозен. Да. Тоаш не знае со расите што да прави. Вака удира, збори, дискутира и замисли на црвеното копче. Тука и на црвеното копче дека збори нешто. Ми кажа често пати така како сме правеле муавет, ми било страв, тука му е тоа црвеното копче. И се од мене нешто ми кажува за ситуација во светот, в Украина, нели, која почна како него го прават главен виновник за тоа, главен злотвор, главен, дискутира и вака удира, не понимаеш, товариш Куров, товариш ова, јас све си мислам, нели, ако лупам на црвеново копче, си ема мајката цел свет. Јас сам овака, он ми збори, а него не слушам. Јас сам овака, у раката го гледам, да ми утрне према црвеното копче, да поставам блокада, као Јокич, рампа, да ми удри у рука боле. Мада тешка рука има тој, ама викам боле у рука нека му удри него, дека ти така е кој е нервозен, кој ќе загуби апетит и таа е така. Така да. Така да, Ковачев, да се вратам на тебе, забегав малце со овие работи. Нямој да не чакаш пред влезот на ЕУ. Нямој, молим те. Ти си ја искрено, ја не знам за другиве македонци, искрено, ти си последниот тој бугар што би сакал да ме причека на влезот на ЕУ, знаеки ги твоите овие ориентации и афинитети кон същиот пол. Не знам, тој во Виена што те шибаше од позади, што беше тој, португалец да не беше, ништо така ми се мотал глава, или не беше португалец. Нич не ми те, све нешто португалец ми се мотал глава дека беше. Небитно, може сега си имаш некој друг пичко матер. Така да нямој мен да ме чакаш. Аз не доваджам. Аз си го ценам мојо газ. И си го чувам. Како и сите македонци, кога се во прашање бугари, што многу внимателно си го чуваат својот газ. Оти знаат со кого си имаат работа. Како викаат, кој си изгорел на млеко, после дува и на јогурт, а дува и на Санта Мраз, не се знае.
Така да луѓе го гледав, уште еден имало од Велес бугараш, многу јак бугараш. Го гледав на некоја емисија кај некоја новинарка бугарска, една неуротична цела. Ова Јаман, како се вика, Јамандиев ли, од Велешанец ушеден кој една будала што ја осудија година дена условно, ја да сум 10 години ќе му даде робија каква условно, затоа што јовој ви у Велес, да бе питам ја вас нешто искрено вака одговор. Од каде бе градов на Гемиџиве такви двајца заколнати борци за българштината у Велес бе? Од каде? Како е можно тоа? Ти од Велес или од негде овакво е? И јадење гомна на бугарска телевизија. Нема поголем бугар од него, ја мислам у цела Бугарија. Иако Бугарија нешто многу бугари може и нема, ама ти не знаеш што збори, еј. Како се викаше тој? Јамандиев ли се вика? Така се презива. Пичку матерно. Градот на Гемиџи, она будала едната, што чувал знаме бугарско у двор, што уште му се вее, треба да му се тргне. И ова другава будала. Некој председател на некој пат такво бугарашко здружение, појма немам како се вика. Илинден мислам дека му се вика. Замисли. И ево те Бог, то се све да ухапсите одмах. Па и овие албанци, бе. Леле, мајко мила, бе. Како бе манипулираат, бе, људи, бе. Зборам сега од албанците за албанци. Тоа било навреда за албанците што се вратило името на улицата Маршал Тито во Тетово. Видете вака, знам дека дел од албанците знаат каква е вистината. Ама овие помлади, овие дуи не знаат, пошто се тоа исто така ревизионисти на историјата, за кои балистите биле едни така позитивни ликови во историјата кон средината на минатиот век, така што со нив не можеш да се убедуваш. Но по старите албанци, и веројатно се сеќаваат, со колку љубов и колку гостопримливо го пречекаат Тито 70 некоја година во Тетово. Така ли албанци и постари возрастни се сеќавате, така? А зошто го пречека албанците Тито толку гостопримливо, толку со мерак, со кеф? Затоа што како, зошто, тоа сега нема да одговориме. Тито беше тој што нареди да се тргне Ранковиќ од негова близина. Ранковиќ беше еден многу моќен тип, главен, каподи тути капи на тајниот свет на југословенските служби, тајни, кој што беше за една централизирана моќна Југославија, од еден центар, без поделба на моќта на републики, без делење на ингеренции, без поделба на тајните служби на 6 федерални единици или така натаму и така. Значи беше за една централизирана држава. Дали беше наместен, како беше наместен, не е тоа цел на муабетот, но прво го тргна Ранковиќ. Неговата политика на Ранковиќ за Косово беше многу брутална за радикалните албанци кои што сакаа некакво отцепно. Многу беше брутална неговата визија за тоа. Он вистина веруваше во една, значи, му беше страшно приврзан на Тито, да се разбереме, и он беше лудо обседнат со една цврста, силна Југославија, заедничка. Он беше баш онака by the book. Не се. Прво него го тргна. Второ, дојде на ред Уставот 74-та, кај што албанците не добија своја република. Меѓутоа добија во склопот на таа автономија, добија плюс
слободи и права. Така што веќе, она што ги викаме денес квоти, веќе почна полицијата на Косово, институциите, образовани да се полнат со албанци во поголем број. Па едно време толку се наполнија, што на почеток, а Тито више беше умрен, што на почеток на 80-ти години, откако умре Тито, бара отцепување, бара република, бара голема Албанија. Па се рушеа српски гробишта на Косово, се палеа цркви, истото како во 99-та што беше. Но не навлагаме у тоа маме мобам кој прв почна. Сакам да ви кажам, вие албанци од Дуи, вие од Тито ништо лошо не сте виделе. Одлуките на Тито да го тргне Ранковиќ и да прифати подпишување, тоест да се менува уставот 74 година, доведоа до тој распад на Југославија во која што вие ќаривте минимум 3 држави со се Албанија. А можда и 4 Црна Гора ако се одвиваат работите како што обично се одвиваат, може и они да си имаат еден ден проблеми да бараат албанците таму одцепување на Скадар, Мадар, не е исклучено. Така што навистина не ве разбирам зашо ви смета враќање на името на плоштадот или ова Маршал Тито. Сите имавте бенефит од тој човек. Од Триглав до Джевџелија. Али ебе ga никој не живел вечно. И тоа се виде. После неговата смрт како све се распадна у рок од 10 години. Затоа сметам дека без разлика на све, тоа што било поминало, некои работи не се враќаат, таа држава е умрена, мртва, но треба објективно да гледаме на работите, а не постојано да развиваме некој историски ревизионизам како што сега го прави тоа Европската Унија, начело со Бугарија, поради што тоа еден ден ќе им дојде до главата. Тоа им го кажал на бугарите 100 пати. Еден ден ќе платите голема цена, огромна цена за ова што го правите кон македонци. И ако мислите дека не сум во право, дека предвидувам иднина и ова она, многу се лажете. Само гледам малце подалеку од вас, затоа што од многу близко сум гледал одредени срања, до какви поголеми срања довеле. Вие сега ги правите тие срања, што утре доведуваат до многу поголеми срања. А губитникот у целата таа заебанци, у тоа големото срање ќе бидете вие. Ајде.